Концепт со ина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт со ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, драги мои почитувани слушатели. Добар ден до целата македонска јавност, до Република Македонија. Поздрав од Радио Слободна Македонија, поздрав од Концепт со ина. Јас сум вашата авторка и водител на емисијата Концепт и овој понеделник точно во 17 часот почнуваме повторно да се дружиме. Имаме едночасовно дружење во кое што заедно со мојата гостинка денеска се надевам дека ќе ви направиме да се запознаете со една институција која што во универзитетските кругови е доста афирмирана, но по широката јавност можеби не знае доволно. И оттаму ви ја представувам мојата драга почитувана помлада колешка Васка Бојаджи од Универзитетот Свети Кирил и Методи, правниот факултет, студент на мастер студии веќе. Моја драга колешка која што ја познавам уште од првите години на студиите и која јас како и моите колеги ќе ви кажат дека станува збор за една исклучителна млада личност која и tekako и предстои богата и прекрасна кариера. Васка, добре дојде во Концепт со ина. Многу ми е мило што си денеска овој 29 февруари заедно со мене во студиото. Ви благодарам најпрво на поканата. Задоволство ми е, чест ми е што денеска ќе го имаме овој разговор и секако ви благодарам за убавата најава и за охрабрувањето понатамошно. Васка, навистина исклучително е значајно да се потенцира тоа што ти уште од најраниот период од твоето студирање едноставно се втурна во правото. Толку така беше солиден студент на додипломските студии, цело време беше активна, јас те помнам на моите часови и не можам да заборавам колку со внимание следеше, слушаше, разбираше, коментираше, се вклучуваше во целиот процес, но истото го направи понатаму што зборува за тебе. Ти си една навистина изградена комплексна личност со вистински визии, со своја перцепција за сегашноста и една млада, амбициозна личност која што навистина остава простор да веруваме и да се надеваме дека ќе направи навистина многу во својот живот, но најважно од се секако да си ми здрава и жива и да си среќна. Тоа секогаш на сите мои драги студенти му го посакуваме, а се друго да си дојде како што треба. Но денеска зборуваме за една сериозна тема. Ти си тука во улога на студентски омбудсман или студентски правобранител и таа функција ја официјално ја представуваш и ја работиш уште од 2014 година. Како што веќе споменав, важиш во универзитетските кругови како исклучителен, солиден и темелен заштитник на студентските права. Па ме интересира да ни кажеш малку повеќе за тоа како започна оваа твоја активност. Мојот ангажман како студентски правобранител не започна случајно, тоест не е резултат на околности и случајности, туку представува остварување на една долгогодишна цел која што јас само пред себе се ја поставив пред околу 5 години. Сушност ја започна од една доста инспиративна средба за мене со тогашниот студентски правобранител на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тоа е Никола Главинче и Никола постапуваше, односно поведе постапка за заштита на правата на студентите по мое укажување на еден проблем со кој не бев јас само лично засегната, туку една поголема група на студенти на правниот факултет. Проблемот беше решен во рок од 24 часа и јас бев навистина воодушевена од начинот на кој што се одвиваше целиот процес, но исто така и од професионализмот и од посветеноста на кој што најдов тогаш. Исто така и како студент кој што решил да се позанимава со изучување на правото, за мене ова представуваше едно големо охрабрување и потек и понатаму да ги користам сите оние правни механизми за заштита на правата кои што ми стојат на располагање, а и се добив една многу битна лекција. Тоа е дека се додека има компетентни, квалитетни личности кои што се фокусирани, кои што се посветени на својата работа, дека ќе имаме и квалитетни институции кои што ќе уживаат доверба во граѓаните и кои што ќе овозможат ефективна заштита на правата на граѓаните. И уште од самиот тој момент некако
почнав да се гледам себе си за неколку години на местото на Никола, како инспирирам и други студенти и неправници да размислуваат позитивно за својата улога во светот на правото. И почнав полека да го градам својот пат кон остварувањето на таа цел. Така во 2012 година се пријавив на конкурсот за заменик студентски правобранител на правниот факултет. Бев избрана, тоа го правев некаде околу година и половина. И исто така бев активен член на Комисијата за студентски жалби на нашиот универзитет и преку овие искуства се стекнав така со една поширока слика за тоа со какви се проблеми се среќаваат студентите на универзитетот, а и овие воедно беа искуства кои што ме исчеличија и кои што ме оспособија да извршувам функцијата студентски правобранител уште од првиот ден на моето доаѓање. Васка, кога се зборува за тебе во студентските кругови и во академските, значи, кругови, има една дефиниција за која што сите се согласни. Васка е тивка, а не корумпирана во никаква смисла на зборот, значи не паѓа на авторитети, не може да биде заплашена, но е доволно скромна да не се наметнува и ги решава работите на еден смирен начин и со една голема упорност. Кажи ми, од каде ја црпиш силата, бидејќи на вистина те познавам долго време и знам со каков елан работиш и знам колку успешна си. Ние ќе кажеме и денеска во текот на нашата емисија за некои случаи и примери понатаму, но би сакала вака искрено, еве, заради другите млади кои што имаат потенцијал како тебе, а можеби не се доволно храбри или немаат некој патокас по кој што би можеле да се движат. Како ја наоѓаш таа сила? На што се темели тоа што го правиш? Како го издржуваш целиот тој напор? Прво, сметам дека секој млад човек и секој млад професионалец мора да има некои основни принципи на работа. Еден од моите основни принципи на работа е покрај посветеноста, честноста, упорноста и почитувањето на другиот кој што го имам од другата страна на масата. Во текот на мојата работа најчесто тој друг од друга страна на масата има во најмала рака двојно повеќе години од мене и во најмала рака многу повеќе искуство од моето искуство. И токму од таа причина пред се при постапувањето, при како било представка, јас градам почит кон луѓето кои што ми се од другата страна, кои што најчесто се афирмирани членови на нашата академска заедница. Од друга страна пак имам знаење дека можам да постапам, дека имам право да постапам и сум охрабрена да ги заштитувам правата на студентите, но цело време се водам од тоа дека од една страна треба да бидат заштитени правата на студентите, но од друга страна пак треба да се грижам и за заштитата на угледот на универзитетот и да постапувам со голема свесност во секоја представка која што е упатена до мене. Веројатно, овие карактеристики произлегуваат и од самиот мој карактер и од филозофијата на работење и живење и дејствување воопшто. И преферирам работите да ги средам на смирен начин, секогаш без подигање на тон, освен ако, разбира, тоа не е неопходно во определени ситуации. Особено кога сме во ситуации со луѓе кои што не преферираат мирен начин на комуникација. А и ваквиот однос исто произлегува од мојата улога како студентски правобранител и како и народниот правобранител не располагам само со механизми на мекото право, што значи смеам да упатувам само препораки, извештаи и така натаму, значи не е нешто што е правно задолжително. И ако се има малку поостар став, односно понекоректен став, таквите препораки, извештаи и укажувања не би биле воопшто имплементирани од страна на деканите на факултетите и затоа мора да се настапи на еден по-кооперативен и по-пријателски начин со цел да се створи позитивна атмосфера и за двете страни и со цел заради да им се наметне на деканите на факултетите во главно и на другите раководни лица да ја остварат таквата препорака поради тоа што имаат пред се морална одговорност, а потоа или правна одговорност. Значи, Васка, многу интересно ова сето што го кажуваш и навистина можеби нашите медиатори кои што се занимаваат со билатерални проблеми и на меѓународен план би требало да учат од ваквите искуства, бидејќи навистина ова е добар метод за соработка и доаѓање до позитивни и афирмативни решенија.
Она што следно би сакала да те прашам и мислам дека ќе ги интересира и нашите слушатели е тоа од кога всушност потекнува институцијата студентски правобранител и кога за прв пат беше воспоставена праксата на студентски правобранител во Република Македонија? Со цел овозможување на еден соодветен механизам за заштита на правата на студентите, всушност со Законот за високото образование беше предвидено формирање на студентски правобранител на сите универзитети во нашата држава, независно тоа дали се приватни или државни универзитети. На нашиот универзитет по конкретно ова функција во минатото извршува професори од правниот факултет. Тоа беа долги години професорот Борче Давидковски и професорката Ана Павловска-Данева. Се до 2008 година, кога беше донесен новиот статут на Универзитетот Свети Кирил и Методи, и во постапката на донесувањето на новиот статут, студентскиот парламент на универзитетот поведе иницијатива таа функција да ја врши студент наместо професор, кој што беше до тогашна практика. Ова иницијатива најде на одобрување од нашата академска заедница, беше прифатена и инкорпорирана соодветно во новиот статут на универзитетот, а истовремено беа предвидени во статутот и некои основни одредби поврзани со изборот и со надлежноста на студентскиот правобранител. Така беше предвидено дека студентскиот правобранител ќе се избира од редот на студентите и тоа на правниот факултет со минимум завршен 4-ти семестар и со минимална оценка од 8. И понатаму на 11-тата седница на Универзитетскиот сенат во 2009 година за прв студентски правобранител беше избран Никола Главинче, а на истата таа седница беше водно донесен и правилникот за работата на студентскиот правобранител. Никола извршуваше оваа функција некаде до 2012 година, пошто му заврши неговиот мандат и понатаму со работа продолжи Симона Јандревска се до јуни 2014 година, кога по завршувањето на незиниот мандат јас ја започнав оваа работа. Како и да е, секој од студентските правобранители на некој начин придонесува во промоцијата на оваа функција од почетокот па навака и од поставувањето на првиот студент правобранител всушност се зголеми бројот на представките, што дефинитивно води до заклучокот дека студентите многу попријатно и поотворено се чувствуваат за зборување за нивните проблеми, кога од другата страна има студент кој на најдобар начин ги разбира нивните проблеми. Јас Васка се сеќавам кога бев студент во периодот од минатиот век, често пати се шегувам. Во 1999 година се запишав на политичките студии на правниот факултет при УКИМ и дипломирав во мај 2004 година, тогаш 4 годишни беа студиите и на додипломски студии, мислам. И се сеќавам дека ние неколку пати преку клубот на оратори кој го имавме создадено заедно со неколку мои колеги, но и преку уште неколку така инстанции, студентски инстанции, се обидувавме да дојдеме до статутот на правниот факултет. И неколку пати имавме наши представници кои што се качуваа во деканатот и бараа да ни дозволат да го видиме статутот, нели, да ги видиме нашите права. Тоа беше невозможна мисија. Тоа беше забрането. Прв пат статутот на правниот факултет беше дозволен од страна на поранешниот декан професорот Гале Галев, што зборува за тоа дека некои институции од минатиот систем кои што биле креирани и биле гнездени, да кажам на некој начин, на универзитетот имале свој влијание со кој што си остварувале одредени права или ги причекорувале своите права, но во исто време не давајќи можност на студентите да можат да ги изразат своите права. И затоа сега веќе 25 години независност на Република Македонија, често пати полемизирам со моите колеги кои го критикуваат студентското движење како нели недоволно активно, недоволно афирмирано, често пати партизирано и така натаму, дека во суштина сето тоа е реликт на една децениска тортура на некој начин во наводници кажано. Сега ништо не генерализираме, но тоа е една моја перцепција врз база на која што се создаде еден страф од авторитетите и наместо да се бара од авторитетите знаење, креативност и алатки, вештини со кои што тие ќе ги обучуваат и ќе ги подготват студентите кои не се мали деца неписмени, туку се возрастни луѓе креирани да се насочат во одредена насока и да се професионализираат во одредена гранка, тие едноставно го имаат утепано тој ген, едноставно го имаат, можеби тоа е нешто што е преку ваква институција предводена од навистина одлични студенти. Јас морам да ви кажам, ги поздравувам и вашите претходници
ученици, значи Никола Главинче и Симона и Андреска ми биле студенти и многу ги почитувам и навистина тие се исто исклучителни млади луѓе со сопствена визија, креативни, многу способни и верувам дека тие нема да останат незабележени во македонското општество, но можеби и пошироко, никој не знае. Се надевам на се најдобро и верувам дека и ти како трет веќе во представник на како студентски омбудсман или студентски правобранител ќе имате сила да креирате институции, да им ги укажете да ги заштитите студентите, да им укажете на нивните права, но и да представувате пример за тоа како треба во суштина да изгледа еден студент и дека покрај нели улогите кои што се земаат во рамките на нели она активности во рамките на универзитетот, треба и да се покаже и една ментална и интелектуална чистота, еден интерес за проширување на хоризонтите, кој понатаму во животот ќе доведе до некои други успеси и повисоки скалела искачување во општествената хиерархија. Пред да направиме пауза за рекламите, јас би сакала уште едно потпрашање, вака да имаме целосна слика на институцијата за која што говориме денес. Тоа е Васка да ми кажеш колку луѓе сте во тимот на студентскиот правобранител и дали има мандат на доколку постојат уште луѓе нели кои што се вклучени, дали имаат мандат, колку трае, дали може колку трае мандатот на еден студентски правобранител, дали може да биде реизбран или уште колку пати може истата функција да ја представува и така натаму. Прво што се однесува на мандатот на студентскиот правобранител, тој трае 2 години, не постои можност за реизбор. Инаку студентскиот правобранител и на косен орган, што значи дека ностел може да биде само една единствена личност која што е надлежна за целокупниот универзитет, за сите факултети. Но имајќи предвид дека нашиот универзитет е најголемиот во државата и го сочинуваат 24 факултети, постојат различни студентски програми, различни организациони принципи и различни правила на студирање, тешко може да се постигне секаде на секој факултет подеднакво. Од овие причини е предвидена и можност за избор на заменици студентски правобранители, кои што пред се имаат информативна и промотивна улога и се избираат од секој факултет на универзитетот и во моментот тимот на студентскиот правобранител е најголем од кога било предходно и брои 17 заменици студентски правобранители, како од природните, така и од техничките факултети, а исто така и од општествените факултети. Имаме заменици студентски правобранители и на тој заменик студентски правобранител на медицински факултети, на стоматолошки, и на правен, на природно-математичкиот факултет, на финки, на фејт и на голем број на други факултети. Но имајќи предвид дека станува збор за студенти од матичните факултети, кои нели немаат основно правничко знаење, со исклучок на заменикот студентски правобранител од правниот факултет, тие не можат непосредно да постапуваат, туку имаат пред се промотивна и информативна улога, која што е многу значајна, многу битна, бидејќи тие во текот на нивните секојдневни активности стапуваат во контакт со нивните колеги и ги информираат дека постои студентскиот правобранител и ги охрабруваат, ги поттикнуваат и им помагаат во процесот и на поднесување на представки, а и мене ми помагаат во процесот на нивното разрешување. Во таа насока би сакала да споменам исто и сработката со Државниот просветен инспекторат и покрај тоа што Државниот просветен инспекторат не е формален дел од тимот на студентскиот правобранител, туку постои една неформална долгогодишна соработка наназад, заедно со Државниот просветен инспекторат, поточно со инспекторот Ѓорѓе Илиевски, сме постапувале заеднички во голем број на случаеви, бидејќи имаме една заедничка цел, тоа е заштита на правата на студентите, а исто така имаме и многу добра соработка во делот на советување, па така кога јас нема да сум сигурна барам поддршка од страна на Државниот просветен инспекторат и обратно кога им треба на Државниот просветен инспекторат и студентска перспектива, студентски аспекти, гледање на работите и тие ми се обраќаат мене се со цел успешно разрешување на сите проблеми со кои што се среќаваме во текот на работата. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани мои слушатели, вие сте на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија. Јас сум доктор Иванка Додовска, а вие слушате Концепт со Ина. Денеска разговарам со мојата драга колешка, студентскиот правобранител Васка Бојаджи. Навистина многу плотен разговор. Васка, значи многу работи кои што мене ми лежеле на душа и ми тежеле на душа и кои што сум сакала да научам кога сум била студент, како да ги променам или на кого да се обратам.
ова е сега навистина едно освежување од сето она што нели порано студентите се соочува, се разбира дека и студентите како и луѓето не се сите исти идентични и не постојат добри и лоши, не постојат во право и во неправо, но постојат некои одредени постулати врз база на кои што можеме да направиме одредени, да кажам, параметри врз база на кои што ќе се движат работите или доколку преминат црвената линија, истите ќе бидат санкционирани или ќе биде укажано дека можеби некои работи треба поинаку да бидат направени. Во секој случај, Васка, она што би сакала така едно кратко прашање така или повеќе ова е како подпрашање на претходното прашање кога зборуваше за соработката со просветниот инспекторат и за тој дел од активностите на студентскиот правобранител. Мене ме интересира да ни кажеш какво е генерално твоето мислење за соработката со Министерството за образование и наука и другите институции кои што се нели блиску поврзани со студентскиот живот, со универзитетскиот живот, со правата на студентите и така натаму. Во текот на мојата сегашна работа најдов на можен отворен пристап од страна и на раководните лица на факултетите, на нашиот универзитет, но исто така и на другите државни институции. Покрај работата, односно соработката со Државниот просветен инспекторат, кој што сега постои независно, е независен орган од Министерството за образование и наука. Исто така најдов на соработка и со Министерството за образование и наука, посебно во делот на изработувањето на концептот за новиот закон за високо образование, како представник од нашиот универзитет и како студентски правобранител кој што на секојдневна основа има допир со проблемите на студентите и нивните потешкоти во текот на студирањето, добив и јас покана да бидам дел од таа работна група на универзитетот и да дадам свој придонес во изработувањето на новиот концепт за закон за високо образование. За жал, работата некаде дојде ни до пола пат, според мене, и се надам дека ќе биде продолжена во иднина и сметам дека треба да се задржи овој формат на соработка помеѓу представниците од Министерството за високо образование од една страна и од друга страна нашиот универзитет како најголемиот и највисоко рангираниот универзитет во државата, бидејќи имаме заеднички цели кон кои што треба заедно да се стремиме. Јас навистина, кога го спомна законот за високо образование, минатата година имав неколку дебати на таа тема и некако имав впечаток дека македонската академска заедница се подели буквално на два табори, про и контра, од кои што ни едниот ни другиот табор не беа до крај сигурни дека се објаснети работите до крај. Оттаму ме радува тоа што има интерес и кај decision makerите, да речам, во оние кои што ги креираат законите, да ги вклучат и помладите, да вклучат, значи да чујат вистинската страна на потребите и промените. Секако дека станува збор за млада академска фела која што нели самиот универзитет нели не може да се споредува со некои универзитети по 200-300 години што имаат традиција, ниту па со економиите на тие држави, ниту со другиот тип, нели сепак секое општество треба да креира закони. Ми се чини, Васка, според пулсот на сопствените граѓани, но и според реалните можности кои што може тоа општество да ги придонесе и вклучително и во образованието и науката. Но затоа па имаме па една предност, а тоа е дека нашите млади навистина, оние кои што имаат цел и визија кога ќе дојдат до одредена возраст, кога ќе осознаат што сакаат да прават, мислам дека само небото е лимит, а можеби и тоа не, затоа што гледаме дека многу наши почитувани помлади колеги ги освојуваат и универзитетите во странство, имаат одлични проекти кои што ги работат и се доста ценети, се градат имињата на многу македонци низ светот, што говори за тоа дека патот на академските кругови е тежок, трнлив, сака многу откажување, сака многу работа, но исто така и од друга страна истиот има и напредност, а тоа е нели доколку се успее, па тогаш успехот е уште посладок и таму верувам дека работите ќе се дојдат на себе, како и секое, како што рековме, младо општество ни треба време, историски докажано, тоа сме го говореле на времето и на часовите, секој либерален поредок кој што ги градел своите нели нови либерални институции во историјата, му требало време, низ потреси, низ турбуленции, низ премрежја, низ грешки, низ филтри, да се дојде до ова што
е сега денеска, нели, она да речам оне успех и она целосна, нели, фасцинација од таквиот тип на академски институции, тоа е за почет и ние треба да сме цврсто спремни да одиме по тој пат и верувам дека така ќе биде. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани мои слушатели, денеска на Концепт со Ина разговараме со мојата почитувана колешка Васка Бојаджи, студентски правобранител при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, Република Македонија. Навистина, во првиот дел од интервјуто Васка ни објасни многу прашања и дилеми, ни расчисти кои што навистина повеќето од нас не сме имале можност порано како студенти да знаеме дека можеме да ги оствариме преку ваков тип на институција, а се разбира за оние што се нели сега актуелни студенти, мислам дека доволно насоки даде Васка преку кои што навистина го ја расчисти позицијата на студентскиот правобранител и мислам дека ова што го правиш и ти и твоите претходници и тие што ќе дојдат после вас ќе биде многу значајно за развојот на студентскиот живот и полека да си дојде се на свое место. Тука некако природно ми доаѓа следното прашање кое што би сакала да го поставам, а тоа е колку реално се запознаени студентите со своите студентски права и дали има, веќе ти напомена дека има извесен големување на обемот на работата на студентското правобранителство од кога студенти ја превзема активната улога во истото, но каков тип на проблеми или така случувања, така нешто да ни кажеш од тоа? Да, што се однесува на запознаеноста на студентите со работата на студентскиот правобранител, јас слободно можам да кажам дека постои поголема, односно изградена свест кај студентите дека можат да ги заштитат нивните права преку студентскиот правобранител и тоа го кажувам тргнувајќи од бројот на представки кои што стигаат до студентскиот правобранител. Тоа на годишно ниво е околу 100 представки, но варира бројот на представките во зависност од тоа нели за кој дел од академската година станува збор, па така најбројни се во текот на испитните сесии во септември, во јануари и во јуни и во остатокот од периодот од академската година варираат. Всушност и нашиот универзитет, како што ги кажавме, не е големиот во државата и број околу 60.000 студенти и околу 3.000 академски наставен кадар. И во една ваква бројна академска средина, чија што бројност е приближно еднаква на жителите на мојот роден град, бројот на проблемите, едноставно конфликтите кои што се појавуваат, една природна и очекувана појава, дотолку повеќе имајќи предвид разновидноста на нашата академска заедница, но најбитно од се е дека е воспоставен соодветен начин, односно соодветен механизам за решавањето на проблемите кои што предстојат. Инаку, тоа за мене како студентски правобранител пак ми дава полни раце работа, но работата на студентскиот правобранител не е сведена само на решавање на претставките, туку е многу поширока, односно покрај решавањето на претставките, покренувањето на постапки за заштита на студентските права, исто така работата опфаќа и спроведување на голем број на промотивни и информативни активности, одржување на информативни трибини средби со студентите, понатаму креирање, дизајнирање на флаери, на плакати, нивна дисеминација, координација на работата на големиот број на заменици студентски правобранители, потоа постојана комуникација со представници и на факултетите, и на универзитетот, па се до гостување во радиоемисии, во телевизиски емисии и така натаму, кој што според мене е неопходен дел со цел промоција и зголемување на запознаеноста на студентите за нивните права. Денеска, за разлика нели од минатото, живееме во едно развиено информатичко општество и буквално студентите се одделени од секоја информација со која што сакаат да добијат со 2 клика и како и за се друго на светов, така и информација за работата на студентскиот правобранител и заштитата на нивните права може да добијат помеѓу другото и од интернет, посебно сега со ново востановената веб страна на студентскиот правобранител. Така да за неинформираност и за неповедување на иницијатива за заштита на тоа што на нив најмногу ќе засега, воопшто според мене не постои никакво оправдување.
Васка, а каков е односот значи, од другата страна, еве, од моите колеги, од академската заедница? Како тие прифаќаат кога доаѓате кај нив и им кажувате дека има представка од група студенти или од студент за одреден прекршок или за некакво недолично однесување, не дај Боже, или не знам, навистина не знам каков тип на проблеми, може ли нешто тоа да откриеме? Не мора имиња да кажуваме, нели се разбира тука, не сакаме никого да оцрниме или да девалвираме, но ете чисто како пример да чујат нашите слушатели. Така и како студентски правобранител сум задолжена со начелото на тајност на сите податоци кои што стигаат до мене, посебно кои што се поврзани со представките, и затоа кога зборувам за проблемите, секогаш кажам само генерално, зборуваме за видови на проблеми кои што сум ги открила и по кои што сум постапувала. За жал не можам да споделам некои поинтересни детали, да, но проблемите се навистина разновидни, почнувајќи од административни проблеми, значи од невнесени оценки, нерегулирани студентски досија, до неиздавање на дипломи на подолг временски рок. И наведом таквите проблеми се административни, технички, но во принцип представуваат значајна пречка кај студентите за остварувањето на некои други нивни права. Така, например, ако не ви биде издадена, ако не ви биде соодветно евидентирана оценката во електронското досие, нема да може ниту на време да дипломирате или да запишете нареден семестар и така натаму. Имаше случаи кога ако не интервенирав јас заради неиздадена диплома, студент немаше да може да се запише на мастер студии во странство, и станува збор за навистина проблеми од комплексна природа, кога студентскиот правобранител има повеќе улога на поттикнувач, односно на катализатор на целиот процес. Покрај овие проблеми од административна природа, исто така имаме проблеми кои што се непосредно поврзани, односно кои што произлегуваат од несоодветно и неетичко однесување од страна на конкретни професори, кои што се манифестираат на разноразни начини, се до без никакво оправдание, да кажеме, оневозможување на определени студенти да го положат испитот, што најчесто се решава со комисиско полагање, и тука мојата улога како студентски правобранител е да ги информирам студентите за тие механизми кои што им стојат на располагање, дека имаат право да поднесат и приговорна оценка, дека имаат право на комисиско полагање, ако пак да кажеме постои нереспонзивност од страна на деканата во формирањето на комисијата. Мојата улога е да им кажам дека немаат избор, дека немаат право да одлучат дали ќе полага студентот комисиски или не, туку дека тоа е нивна обврска, да му го возможат тоа на студентот, и се до многу посериозни проблеми, значи до поставување на услови за полагање на испити, кои што не се соодветни, кои што значи не се ниту во согласност со законот, а не се ниту во согласност со етичките норми на универзитетот. Во принцип, мојата должност е да ги известам за таквите проблеми секогаш деканите, кои што понатаму се должни да постапуваат по моите укажувања, но многу често се среќавам исто така и со професорите, некој што се однесува конкретната представка. Односот, односно од другата страна, е бил различен во различни ситуации, така да некогаш веднаш се не идува на разбирање и поправање на грешката, но во најголем дел од ситуациите имаме прва фаза, тоа одбивање, негирање на проблемот, и понатаму, како што повеќе се разработува проблемот, така и почнуваме да наоѓаме заеднички решенија и разбирање од другата страна дека тоа мора да се коригира и дека не е прашање на избор, него е прашање на обврска. Па сум доаѓала се до ситуации до кога и сум добивала, да кажеме, анонимни телефонски повици од страна на професори, кои што мене максимално, мислам, ме изненадиле. Не сум очекувала да бидам доведена во таква ситуација, и до укажување дека не треба да се мешам во тоа, дека не треба да се мешам во друго, но фала Богу имав и светоци за таквите повици добиени од скриени телефонски броеви, за да можам понатаму нели да постапувам и да прибавам соодветен доказ дека тоа навистина се случило. Бев дефинитивно соочена со многу ситуации за кои што не претпоставував дека ќе се соочам и немав представа. Мислам, јас имав некако претходно знаење и искуство доволно за да почнам со работата, и мислев дека нема да има ништо што ќе ме изненади заради тоа мое претходно искуство, но секојдневно се уверувам дека не сум била во право. Дека сепак има простор.
Јас мислам, почитувани слушатели, дека денеска запознавте Васка Бојаджи, на вистина челичната дама, младата студентска правобранителка, студентка на мастер студии и еден голем правник на Република Македонија. Јас ти посакувам, Васка, и Обединетите нации да ги водиш еден ден, и на вистина мислам дека Македонија и ти ќе бидеме сите горди со личност како тебе. Имаш на вистина многу потенцијал и јас верувам, бидејќи никако си уште не можам да прифатам дека морам да бидам не знам каков авторитет. Во суштина мојата улога како наставник, како млад наставник во моментов, нели доцент, е да едуцирам кадри, да го пренесам знаењето и да ги поттикнувам вештините на помладите колеги. Не верувам дека професорите се иземени од било какви други човечки слабости. Еве, ти дел на тоа укажа, се разбира, не сите професори се исти. Имаме прекрасни колеги професори кои што навистина се и примери, навистина даваат мотив и ние ќе се држиме за тој дел од приказката, а се на друго што треба да се коригира, ќе мора да се коригира, бидејќи времето не чека никого и секогаш треба да се работи на подобро. Концепт со Ина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, се надевам дека уживавте во убавата музичка номера, а ние тука со Васка во студиото не можеме да престанеме да разговараме. На вистина, денеска нашиот студентски правобранител, значи Васка Бојаджи, мојата драга помлада колешка, ни кажа многу информации кои што верувам дека и за студентите на Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, но и за македонските граѓани ќе бидат многу значајни и ќе имаат, нели, во предвид доколку досега некој немал представа, да знаат каде да си ги побараат своите права. Сосема за крај. Васка, кажи ни, кој имаш ли некоја препорака за моите слушатели или така некоја порака или некоја мисла која што сакаш да споделиш на како завршеток на нашиот денешен разговор? Имам повеќе пораки кои што ми паѓаат на памет. Најпрво до студентите, а тоа е да не бидат пасивни, да бидат активни и да се борат секојаш за тоа за кое што имаат право, но исто така да бидат честни и искрени во нивното постапување, бидејќи сум се среќавала со такви ситуации кога студентите не биле баш во право и не биле искрени за тоа што го зборуваат. На останатите членови на нашата академска заедница, а воедно и на студентите, им препорачувам да не забораваат на етичките обврски кои што ги носиме како членови на нашата академска заедница, а тоа е се најголемите вредности кон кои што треба да се движиме. Убавото, вредноста на убавината, вистината и знаењето, и при секојдневното делување и действување да не забораваме која е највисоката цел кон која што треба да се стремиме, а тоа е, нели, знаењето и академското усовршување. И ете, за мене како студентски правобранител, јас сум многу среќна што го правам ово кој што го правам, бидејќи знам дека го имам најголемиот благодет од сите, а тоа е преку мојата работа секојдневно да помагам на многумина. И верувам дека секој во текот на својот живот, на професионален или на личен план, го има тој благослов да помага на другите околу него, и топло на сите им препорачувам да ја остваруваат таквата своја позиција и да искористат таквата своја положба, бидејќи ништо не направи почовечно тоа да помагаме на другите. Почитувани слушатели, ова беше мојата почитувана и драга, најдрага колешка Васка Бојаджи од Правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи од Скопје, иден магистар по право, студентски правобранител и навистина една личност која што навистина плени со својот интелект и со својата природност и со својата убавина. Васка, навистина од се срце ти ги посакувам сите благодати на овој свет и ти благодарам уште еднаш кај што ми направи чест и што дојде денеска да си поразговараме. И на вас, моја најпочитувана и пред се драга професорке, ви благодарам и за сите комплименти и за охрабрувањето, понатаму да се продолжи по патеката која што најдобро вие професорите ни ја посочувате. И секако ви благодарам за отстапениот простор, бидејќи и така ако сметам дека има голем придонес за промоцијата на студентскиот правобранител. Ми беше навистина чест и задоволство за ова денешно наше дружење. Ми беше чест и на мене, Васка. Секогаш Концепт со Ина и Радио Слободна Македонија отворена за афирмативните идеи, за прекрасните луѓе, македонски граѓани кои што имаат толку многу во себе, така што секогаш во секое време можете слободно да дојдете и тука секогаш
секогаш ќе имате простор каде што ќе може да го искажете вашиот став, вашето мислење и вашите идеи, планови за иднина. Почитувани слушатели, вака некако со тешко срце одјавувам денешната емисија Концепт Соина. Се надевам дека ќе имате успешна и плодна работна недела. Пред се, повторно како и секој понеделник ви посакувам да сте здрави, живи, срекни, весели и до слушање до следниот понеделник. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт Соина. Денеска е 29 февруари 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.